Во собранието стаса законот за финансиска поддршка на граѓаните, кој предвидува на сметка на граѓаните да добијат по 6.000 динари со низок доход. Пензионерите кои имаат до 15.000 пензија, корисници на право на социјална сигурност на стари лица, млади лица од 16 до 29 години, самохрани родители, деца без родители и родителска грижа, уметници и други лица кои вршат дејност во културата, филмски работници и естрадни уметници. Конечната листа, која ќе се добија со помош, сепак ќе изготвуваат неколку институции, а ќе биде објавена на купувамдомашно.мк, откако законот ќе биде изгласан во парламентот и ќе биде објавен во службен весник. Кога ќе се стаса со ова законско решение е непознато, затоа што материјалот само што е пратен во собраниски служби, но во него стои дека парите кои ќе ги добијат граѓаните ќе треба да ги потрошат до 25 декември оваа година. Парите ќе легнуваат на сметка во банка, во која физичкото лице има постоечка трансакцијска сметка и која во рок од 5 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон потпишала договор со владата. Ако нема сметка во банките кои со владата потпишала договор, дотогаш лицето добитник на помош ќе треба да отвори сметка во таквата банка. Помошта е слична, како кога граѓаните добиваа платежни картички и секој кој што мисли дека треба да добија, треба да изврши проверка дали е на листата во внесување на својот матичен број на страницата купувамдомашно.мк по изгласувањето на законот. Сепак, за разлика од тогаш, сега парите ќе можат да ги трошат во однапред утврдени дуќани кои продаваат домашни производи и македонски услужни субјекти. Нив претходно владата ќе ги избере. Генералниот секретаријат на владата во рок од 5 дена од денот на влегување во сила на овој закон на интернет страницата купувамдомашно.gov.mk објавува јавен повик за пријавување на приватни и физички лица, вршители на стопанска дејност за упис во листата на даватели на македонски производи и македонски услуги. Стои во законот. Откако ќе ги изберат тие, ќе треба да бидат објавени на оваа страница и граѓаните кои ќе ги трошат своите пари само таму. Значи од владата се категорични дека примената финансиска поддршка корисниците треба да ја користат исклучиво за купување на македонски производи и услуги кај правни и физички лица од таа листа и само до 25 декември. Од тие дуќани ќе може да купат со својата дебетна картичка на посттерминалот или онлайн. Парите нема да смее да се подигнуваат како готовина и со нив нема да може да се плаќаат производи и услуги на физички или интернет виртуелни посттерминали. За мерката, државата ќе потроши 27 милиони евра.